Новогодишни подароци, креативни украси изработени од учениците и професорите можеа денес да се видат на новогодишниот базар организиран од професорите и учениците од економските паралелки при Средното општинско училиште Јане Сандански. Новогодишниот базар е организиран пред се од креативноста на учениците на нивните практични часови. Нашето училиште, Средното општинско училиште Јане Сандански, оваа година организира новогодишен базар, каде што учениците од 4-та година по предметот практична настава виртуални компании спрема новогодишни поклони, украси со кои во добротворни цели ќе ги дадат парите. Секој клас си организира на кој начин како ќе ги доделат паричните средства. Новогодишниот базар ќе се одржува 2 дена. За утрешниот ден е планирано да се организира новогодишна трпеза на која ќе бидат представени јадењата приготвени од учениците и нивните родители. Утрешниот ден го замислуваме со новогодишна трпеза, пак да биде новогодишен базар припремен заедно со учениците и родителите на учениците. Значи заеднички подготвување на тој новогодишен базар кој првпат оваа година го подготвивме. Инаку колешките и Македонка Манушева, и Весна Спасова, и Ани Митров, и јас Јованка Михајловиќ го спремавме овој новогодишен базар заедно со нашите ученици, бидејќи тие се многу креативни и сакаат да подготвуваат такви настави. Година одлучивме да ја завршиме на еден хуманитарен начин, преку продажба на новогодишни божикни украси, кои ги изработувавме на часовите по практична настава. Ние учениците од 4-та година од економските паралелки од нашата гимназија, парите собрани од продажбата ќе ги намениме за оние кои се најранливи, а тоа се децата кои овие празници можеби не можат да ги поминат во духот во кој може да ги поминеме ние, па затоа за да им ги разубавиме сите пари кои ќе ги собраме од денес, кога ќе се продаваат украсите, и од утре кога на штандовите ќе може да се најде домашно приготвена храна. Сите тие пари, финансиски средства, ќе им ги приложиме нив. Новогодишниот базар е организиран од хуманитарен карактер, се со цел да и децата од ранливите групи да ја почувствуваат убавината на новогодишните празници, како и сите други деца.